и на власта во целина за образованието во нивниот мандат. Ако се промени власта, може ќе има поинакви решенија. За нас принципот на позитивна дискриминација е неприфатлив. Ке се наоѓаат други решенија и сигурно ниту еден квалитетен млад човек од било која национална припадност нема да остане надвор од системот на образованието. Па сигурно и сега не останува квалитетно. Добро, дали имаме уште некој прашање или размислување? Ало? Да, повелете. Добро вечер. Добро вечер. Поздрав до младината на Македонија во студиото и до водителот. Благодарам. Сепак ја следев целата емисија, сепак во нешто не се сложувам, иако имам безброј прашања. Едно од тие прашања да не излезе дека ќе биде на мета господинот кој е од албанската националност. Меѓутоа, велеше дека станува збор за индиферентност на македонците кон албанскиот јазик. Ако јас добро го разбрав. Зошто македонците се индиферентни кон албанскиот јазик. Да, како јазик на првиот сосед, не? Да, на првиот сосед. Меѓутоа, ние овде во окружување сме од 4-5 соседи и мисля, че ни оваа држава окружена. Ако не се лажам. Ја не знаем дека не сметате за надвор. Точно би сакал да дознам за која е тоа еднонационална држава во светот. Еднонационална. Не зборам за еднонационална држава која, као да кажеме сега наш најблизок сосед Бугарија, која не ги признава малцинствата. Меѓутоа, зборам за еднонационална држава која господинот рече дека има во светот. И последното прашање би сакал да слушнам од сите членови таму кои се во студиото размислување за тоа дали нашите деца не се дискриминирани, иако дискриминацијата е забранета со закон. Кога од нашите деца македончиња се бара квота, зборам за средношколците, односно осмоделенците кои ќе треба да се запишат во средно училиште, и зборам за оние кои се запишуваат на факултет. Квота која е неминовно и енормно висока. И тука велам дека се нашите деца и како повеќе индискриминирани, а сепак, немојте господине да се навредите, сепак мислам дека станува збор за децата на малцинствата, кои имаат и текако големи погодности за да живеат во оваа држава. И уште една работа, ве молам како сите, како целосен младеж на оваа држава да размислувате дали ќе може ние да се запослиме и да имаме пол стомак или ќе цело време ќе бистриме политика. Благодарам многу. Пријатно. Се согласуваме сите, веројатно со гледачот, дека празните стомаци еднакво размислуваат, и па полните стомаци различно размислуваат. И тоа го нотиравме дека сиромашните земји, затворените земји се занимаваат со вакви прашања кои што не водат нигде. Ние може до утре да се расправаме кој е повеќе или помалку во право, меѓутоа утре са бајле, кога ќе треба да тргнеме на работа или на училиште, ќе ни требаат пари за автобус и за купување на сендвичи и така натаму и за вечер во град. И како што секој се случува со оваа емисија, телефоните и натаму звонат, ние мораме да завршиме затоа што ни даваат знак од режијата. Јас за крај само ќе поставам уште едно прашање, колку што јас знам, младите сепак прават напори, чекори да најдат заеднички јазик и дека се подготвува некаква декларација заедничка меѓу сите подмладоци. Некој да ми каже нешто повеќе околу тоа? Ангелка. Добро, јас така не јас лично, него воопшто земавме задача да направиме еден основен консензус по ова прашање на толеранција. И тоа не само толеранцијата помеѓу етничките групи, воопшто толеранцијата, и генерацијската, и половата толеранција, и културната толеранција. Направивме една декларација, имаме начална поддршка од сите политички помладоци. Негде до крајот на наредната недела ќе биде и потпишана, ќе биде објавена во јавноста, и еден дел од таа толеранција вели да дадеме позитивна енергија до сите наши пријатели, до граѓаните на Република Македонија, дека Република Македонија не е сиво место за живење, дека ќе биде отворен простор за напредок на способните, без разлика од каде доаѓаат и кому му припаѓаат. И
тоа е, мислам, парола на сите нас, без разлика од која политичка партија доаѓаме. И уште само една реченица, ќе биде убаво после извесен период, ако видиме дека нема чисто национални партии, туку се одредуваме за политичка идеја, а не за етнос или за некои други крути норми. Се повеќе партиите стануваат граѓански, тој процес почнува да се отвара и верувам дека набрзо ќе дојде денот кога веќе нема да држиме вакви трибини. Почитувани, тоа беше се во овој петок и во ова време на партија. Гости беа Филип Петровски од помалок на ВМРО ДПМН, Ангелка Пеева Младеновска од ЛДП, Алберт Муслију од ПДП и Лазар Риновски од СДСМ. Благодарам и до наредниот петок до гледање.